Многу економски експерти велат дека ако се тргне од фактот дека платата е една економска мерка, тогаш висината на платата во многу зависи од економските чинители, а не од политичката волја и желба, и смета дека ова измена и дополнување на законот за минимална плата во овој предизборен период е чист популизам и е само во една насока, односно за купување на гласови, и дека нема економска база и нема економска логика за зголемување на минималната плата во овој период, бидејќи отпуштањето на работниците ќе биде поголемо. И исто така посочува дека ваквото административно зголемување на платата нема никаде, ниту во Европа, ниту во светот, затоа што ова посебно, затоа што ова нели покачување се прави од задолжување. На опасноста од ваквата популистичка мерка на владата за зголемување на платите, нели укажува и минималната плата, укажува и Светската банка во извештајот за земјите од Западен Балкан, каде што спаѓа и Република Македонија, и Светската банка ја предупредуваше владата дека притисокот на компаниите за покачувањето на платите и онаму каде што не постојат услови и можности покрај најавените нели поддршки од страна на владата, во услови кога имаме намалување на продуктивноста на трудот, че предизвика зголемување на трошоците на компаниите со опасност дури некои од нив и да престанат да работат, и дека компаниите на кои што им се зголемуваат трошоците, 80% од зголемувањето на трошоците ги префрлаат тогаш преку зголемување на цените на крајните потрошувачи, посебно во областа на услугите, за што сите сме свесни дека се покачени цените на услугите во сите области. Така што испаѓа дека имаме една погрешна основа за развој на економијата. Висината на минималната плата значи е проектирана на 14.500 денари или за 2.000 денари повеќе, а како е дојдено до оваа сума нема образложение. Европската директива за минимална плата е дека таа треба да биде минимум 60% од просечната плата во државата, па ако просечната плата е 25.000 денари, тога 60% од 25.000 денари, почитувани колеги и граѓани, не е 14.500. Тука се поставува прашањето зошто владата во овој случај за покачување на минималната плата не ги почитува европските директиви, на кои што во минатиот период се повикува многу често, и на тој начин висината на вистина да нели испочитуваат работниците и покачувањето на минималната плата. Бидејќи ако се земе во обзир висината на потрошувачката кошница во Република Македонија кој изнесува 32.650 денара, и двајца вработени со приходи во висина од минималната плата, тешко дека ќе го поминат месецот, а не пак со 17.000 денари купен приход за 4 члено семејство, како што вели Министерството за труд и социјално. Реплика.